Уште 3 случаи позитивни на COVID-19. Коронавирусот се регистрирани во државава. Со ова, до 12 часот во земјава има вкупно 26 заболени пациенти, соопшти на денешната пресконференција министерот за здравство Венко Филипче. Сите тројца пациенти се тестирале на клиниката Жан Митрев, а денеска бил направен и контролен тест со цел унифицирање на тестовите од страна на Институтот за јавно здравје, од каде биле потврдени овие информации. Вчера член на семејството ги однел материјалите на клиниката Жан Митрев, каде што дале овој позитивни резултати. Првиот пациент е сместен на инфективната клиника, сопружниците се уште на домашно лекување. Тие во текот на денот ќе бидат префрлени на клиниката за инфективни болести. Утрото вчера имаше уште една пациентка, тоа е она патничка која што дошла од Холандија. Денеска веќе се во тек на контактите, интервјуата со сите сопатници кои што патувале со истиот авион од Виена кој што слетал вечерта помеѓу 12 и 13 во Скопје. Бевме контактирани и од австриската амбасада, ги дадовме сите потребни информации. Со тоа, значи вкупната бројка, реков, на пациенти во нашата земја е сега 26, 17 се тука во Скопје и 9 се во Дебари. Со организиран превоз, денеска се очекува да стигнат и 200 наши државјани, кои се наоѓаат на унгарско-српската граница, а најголем број од нив, вели Филипче, работеле во ризични региони во Италија и дел се од Австрија. Сите тие ќе одат во групен карантин во касарната во пепелиште на Криволок, кај што се обезбедени услови, снабдување со храна, медицинска поддршка за проверка, прегледи и така натаму и соодветно обезбедување. Во меѓувреме, Филипче изјави дека епидемијата е во силенек и дека секоја епидемија има свој тек. Велики дека очекувано е согласно сите епидемиолошки податоци бројот на заболени во периодот кој што доаѓа да се зголемува. Тој порача дека најважно е да се спречи локалната трансмисија, додавајќи дека мерки се превземени и дополнителни, а дека и понатаму ќе се превземаат се со цел да застане на патот на ширењето на инфекцијата. Инаку на вчерашната 20-та седница на влада донесе одлука за замрзнување на цените на основните продукти и тоа на леб, сол, зејтин, млеко и млечни производи, јајца, брашно, месо, тестенини, лекови и дезинфекциони средства со состојба на денот на прогласување на пандемија од Светска здравствена организација, освен оние за кои има доказ дека се зголемени привлезните фактури.